Пеачката Наташа Беквалац за прв пат проговори за својот љубовен живот во емисија на една српска телевизија. Прва се осврна на врската со покојниот бизнисмен Миодраг Костич. Истакна дека тој бил нејзин најголем учител, но и нејзин мачител. Кога го заврши поглавието со Костич, реши да зборува за Данило Икодиновиќ и нагласи дека би му се вратила на Данило. Кратко потоа раскажа и каква порака му испратила на својот поранешен љубовник по неговиот развод од Маја Огњеновиќ. Наташа во шоуто мораше да одговори и кој партнер го повредила најмногу, а само едно име и падна на памет прво – Љуба Јовановиќ. Сите тие повреди се како моите песни, како моите деца и ги сакам сите. Но шегата настрана, и за тоа ми е жал. Мислам дека најмногу го повредив мојот втор сопруг Љуба. Му кажав, но тој рече добро, рече таа. На прашањето кој бил најдобар љубовник на Наташа, таа паметно избегна да одговори. Јас сум специфична жена, ми треба малку, секогаш сум многу задоволна. Се познавам себе си толку добро и што ми треба, па затоа минимална стимулација е доволна. Или како што би рекле старите дами, нема лошо ѓубре за добра свиња. Се сеќавам на се многу лошо, секогаш она што ми е најсвежо останува најимпресивно, рече Беквалац низ смеа. Откриена е причината за смртта на холивудската актерка Дајан Китон. Низиното семејство потврди во соопштение за People дека таа починала од пневмонија. Семејството Китон е длабоко благодарно за пораките на љубов и поддршка што ги добија во текот на изминатите неколку дена во име на нивната сакана Дајан, која почина од пневмонија на 11 октомври, се вели во соопштението. Таа ги сакаше своите животни и беше непоколеблива во поддршката на заедницата, бездомници, па затоа секоја донација во нејзин спомена за солниште за животни би била прекрасен и многу ценет придонес за неа, додадоа тие. Портпаролот на семејството претходно потврди дека Китон починала во Калифорнија во саботата на 79 годишна возраст. Еден пријател изјави за People дека здравјето на актерката доживеало многу ненадеен и неочекуван пресврт во месеците пред нејзината смрт. Иако Китон одлучила да ги чува своите здравствени проблеми во тајност, имало големи промени во нејзиниот живот што укажуваат на проблеми. Во март таа го објави за продажба својот дом од соништата во Лос Анџелес за $29 милиони и покри тоа што претходно изјави дека планира да остане таму за секогаш. Друг извор додаде дека Китон, позната по нејзините дневни прошетки со своето куче во населбата Бредвуд, не била видена во јавноста со месеци. На денешен ден, 16 октомври во 2007 година, Тоша Пројаски го загуби животот на 26 годишна возраст во сообраќајна несреќа на автопатот во Хрватска. Целиот Балкан плачеше и се прости од овој уметник, а денеска се навршуваат 18 години од неговата смрт, која го потресе целиот регион. Автомобилот во кој се наоѓаше македонскиот пејач се судри со камион во утринските часови во близина на хрватскиот град Нова Градишка. Тоша Пројаски во моментот на несреќата седел на совозачкото седиште и спиел. Колку беше обожаван и сакан од народот, покажува и информацијата дека Македонското собрание тој ден ја прекина седницата за да му удаде почит на починатиот пејач со 1-минутно молчење. Во Македонија тогаш 17 октомври беше прогласен за ден на жалост. Со концерт на Филхармонија и доделување на наградите на Сојузот на композитори на Македонија, вечерва ќе биде затворено 48-то издание на Денови на македонска музика. Концертот е посветен на 100 години од раѓањето на композиторите Кирил Македонски и Властимир Николовски. Диригент е Борјан Цавен, а како солист ќе настапи Мила Јаневска, сопран.